Политичките чинители од Прилеп, советници од сите партии и пратеници на чело со градоначалникот, застанаа позади барањето на жителите на селото Ревоец да се преземат итни активности за стопирање на ископот за тампон на Бехтел Јенка, кој што се наоѓа на само 200 метри од нивното село. Тампонот би се употребувал за новиот автопат Прилеп-Битола, но поради минирањата веќе се оштетени голем број од куќите, а загрозени се и дел од изворите за вода на Прилеп и целата животна средина во овој предел. Навистина сериозно како локална самоуправа ќе алармираме до соодветните институции добро да се анализираат сите правила, односно закони, а воедно и ќе побараме обраќање и на изведувачот, односно и на Дирекцијата за јавни патишта, дали спроведени се сите членови и услови кои што треба правилно да концесионираат на во ова подрачје. Според пратениците од ВМРО ДПМНЕ, велат дека доколку продолжат искупувањата, на Прилеп ќе му се случи еколошка катастрофа, со повеќе кратни последици. Бараат преиспитување на договорот со Бехтел Јенка и расчистување на сите вакви аномалии. Затоа што ако целосно се раскинел договорот, Македонија ќе платела огромни пенали. Овој договор за Бехтел Јенка, за кој како пратеници од ВМРО ДПМНЕ тогаш од опозиција укажувавме дека е неуставен, дека е криминален и донесен на еден шверцерски начин со злоупотреба на европското знаменце во повеќе наврати, со анулирање на 9 други важечки закони и со кој на фирмата Бехтел Јенка со овој закон се овозможи формирање на вакви чудовишта како што е овој каменолом во моментов. Според пратениците пак од левица од четвртата изборна единица, договорот со Бехтел Јенка бил неуставен и незаконски, а нешто што не било склучено по закон, лесно можело и да се раскине и Македонија да нема обврска да плаќа казни. Договорот излезе од еден куп закони и тоа е класична злоупотреба на службена положба. А во правото има еден принцип од неправо не може да произлезе право и ова ќе мора да заврши со кривични пријави и со спроведување на кривична постапка. Тоа многу лесно ќе се докаже и тоа е еден основ за раскинување на договорот ако се заврши таа кривично правна постапка. Поради тоа што од неправо не може да произлезе право, многу лесно ќе може да се раскине договорот и врз основа на таков договор они нема да може да бараат надомесна штета. Жителите покренаа и судска постапка пред основниот суд во Прилеп. Имаше дојдено представници Дневното претпријатие за државни пратишта заедно со судија од основниот суд во Прилеп, на кој состанок повторно Дневното претпријатие за државни патишта не презентира никаква документација и согласно нашите законски процедури кои сите ги знаеме дека се долги и мачни, судот мораше да побаронни во законски предвиден рок повторно за доставување на документите, што за нас стварно е револтирачки, е нечовечно. Протестите и блокадите на овој каменолом кои што траат веќе 4 недели ќе продолжат и во периодот кој следува.